нема баш да биде секако што треба. Не, на мен ми е битно тоа што го правам, да го пренесам и на општеството околу мене. Ја најсреќен ќе бидам ако сите имат како мене и имаме и добро образование и добро здравство и се. И викам, добро, кое е решението? Ако ја направам пари и се преселам, пример, те од утре сакам во Монако да живеам и од таму ќе си трейдам и од таму ја ќе правам пари и се. Ама ајде да се врнеме неколку чекори назад и што у животот ќе постигнам со тоа? Само сум направил пари. А вака мислам дека секој има шанса у животот да има некаква мисија за да остане он тоа што го прави. Да останат и други генерации да го зборат тоа. Да речат, он беше тај што ни помогна. Ние така и така се случуваше, ово и ово направивме. А мен не ми е поентата за да добијам од друга страна фалење или било што. Едноставно, јас сакам тоа ја што сум го научил, што мислам дека на некој може да му го промене животот, сакам да го споделам со друг или некојаш ако можам да помогнам, ќе помогнам. Макар и тоа у моментот да има спротивен ефект на мојата кариера. Значи со Support Coaching дефинитивно ја пример многу повеќе изгубив заради тоа што јас се замерив со луѓе, замерив се со политички партии, а неќев онака никако ја да се мешам у политика и се ставаш си луѓе од кочени пример што се на некои функции па се против мене заради тоа што некој ќе рече те дечките од Support Coaching добро ја заврши работа, вие не ја добро завршивте работа и јас сум некојаш свесен дека и со правењето на некоја добра работа ја ќе улегнам у нешто што лошо ќе е за мене. Ама сега замисли ништо да не сум направил и патте тоа. Ути многу има луѓе така викат, абе земи, тргни се ти на страна, те направил си пари, се шо, колку ти треба, што ти треба повеќе. Некако мајндсето на луѓето им е така или нешто ако е тука тешко, они ќе се прво преселат и како од нервоза тоа ќе го направат. Ја викам, дај ќе се борам до крај, последно тука, да пробам на сите да им помогнам. И ако некојаш у моментот, нели, некојаш ко сакаш да му помогнеш или нешто, да му даеш рака, он секојаш мисли дека ти со некоја намера тоа го правиш. Како Support Coaching на почеток го правевме, сите мислеа дека јас сакам да бидам градоначалник и заради тоа дека го правам тоа. Да бе, и од сите партии у Кочани тоа го правеа, една емисија кој ме викнат, ќе прашат за тоа и луѓето се плашат. Цело време мислат дека некојаш ако правиш нешто добро, било што, дека имаш ти некоја задна намера. И сега ово го правиш и после за да печалиш од тоа. Ти собираш поинти. Пак се враќаме на изгореноста на народов. Да, најверојатно 90% од луѓето така функционира. И сега тие 10% не може да дојдат до израз заради овие 90% што цело време. И сега пример ние додека сме били у Support Coaching, ја пример сум оставил еден месец, два, не сме работиле. Ја да отвориме те баланс шито на Prime Class како е бил. Гледа, таму паднано е. Немаме ни кампањи, немаме ни нова група креирано ни ништо. Тај период само помагам заради Support Coaching. Гледаме што може пример да се направи. Значи, ја и штета си правам на работата свесно, знаејќи дека може моето време да помогне на некој друг, да помогнеме у некоја ситуација за да се намали пример полката и се. Ама можда 90% луѓето да ги питаш, секој си тражи нешто и секој вика, да бе, они направија го тоа за вака да направат, они се против оваа власт. Ја никош не сум бил ни против една, ни против друга власт. Ја секој сум за таа што е на позиција и секој викам на сите. Јас сум ви тука, ако може нешто да искористите од мене, ја без пари ќе видам советник. Ако можам, сега сакат, пример, да речеме Македонија е како Норвешка, сака фонд да отворе за државата, дека ќе ги собират сите средства, пример, за таква работа. Одма нека ми звоне премиер, било кој министр за финанси, без пари ќе го работам тоа. Ќе дојдам таму и помагам што можам да помогнам. Немам проблем јас со никој, било кој и да е на власт и да е позиција и да е позиција, само ако ми се дека, ако гледам вистинска намера дека има за да се помогне. А чека, имаш чуено дека за вакво нешто се збори кај нас? Немам чуено, сакам да кажам, ако нешто
има, се збори. Јас сум тука у било која ситуација без никакви Да. средства дополно. Стварно сакам некојаш тоа јас што сум го научил, што го знам, да помогнам на другите и едноставно тоа си го имам у мене и секојаш викам те и од Ерик, што го спомнав од Америка, он вика јас секојаш 20% од моето време го посветувам на волонтеризам. Некаде дали без пари предавање ќе правам, дали на интернет ќе снимам нешто за без пари, 20% од времето ќе пробам да дам назад. Заради тоа што па ја тука сум се образувал, тука сум пораснал. На овај начин јас само пробам да врнам назад на заедницата. Пошто државата, како викаме, за некој е била мајка, за некој е маќа. За мене окей е била. И школство сум имал, и окей сум се движил низ работите, плюс додека бев со овие стартапи, сум земал еднаш и грант од Фонд за иновации и технолошки развој, пример, добил сам нели средства, пробал сам, да не се били пример тие средства, може Холандија, ја ќе сум завршил. Па кад тука сум сакал да го креирам тај стартап. Сега добил сум, плаќале сме цела година трошоци за работите и сега викам, државата за мене е била пример. Мајка за некој е била маќа. Ја сакам 10 пати повеќе да врнам од тоа што државата на мене ми е. Што може да очекува сега некој што е заинтересиран за Prime класот? Како функционира, дека имаше и неколку моменти што и јас, како зборевме, не ги знаев, нели, некој мисли дека тоа се само видеа, некој мисли дека тоа се само од вебинари. Малце објасни си го зашто концептот и некој заинтересиран што може да очекува. Види, ја кога почнав, до сега многу еволуира различно целиот Prime клас и ја општо гледам цело време фидбек да добијам од корисниците и да го подобрам како функционира тоа. На почетокот и снимавме видеа и сите ги гледаа, ама дојде ситуација некој побрзо ги гледа видеата, некој поспоро на Discord дека се води комуникацијата, чето дека е главен. Некој ќе поставува покомплицирани прашања, некој ќе поставува поедноставни прашања